Gradonačelnik, тоа сте... Јас би сакал да, како градоначелник на Куманово, кој е домаќин на ова 11-та. 11-та. Бргу бе. 9 е Тамбурашки фестивал, ги мешам бројките 9 и 11, едни сте 11, едни сте 9, една е пред јубилеј, една е после јубилеј, така ви се извинувам, пошто го припремаме за 10 дена и Тамбурашкиот фестивал на големите брендови, така да се извинувам за лапсусот и ви посакувам добре дојде во најуметничкиот град во Република Македонија и кога зборам ова не е тоа протоколарно, не сме пиртијада, пиво, фестови, некои такви фестивали пропопули, што ги у последно време прават во некои региони на Балканот и Македонија. Ние традиционално во ликовната уметност сме едно од најголемите имиња како град во ликовното творештво на Република Македонија. Историски гледано, почнувајќи од раните декади на 20 век, претече на модерното сликарство потекло баш од овие краеви. Ги спомнам Киро Каражи како основоположник на модерното македонско сликарство, кој потекнува од овој крај, ќе наставам со Гуте Аврамовски, со Трајче Јанчевски, со Зоран Јакимовски, значи плејада Моме брату, Моме деканот што е президентот Аврамовски. Не, кажа Моме Аврамовски. Моме Петровски, значи и новиот брат Нил Вејв во ликовната уметност од Кашавелски, од нашиот еден познатите Божурски, кој не ја каде си сликар, меѓутоа направи една изузетна добра збирка на слики, еден опус кој е ценен во Република и ширум галериите во Република Македонија. Така да, кога зборам ова, се гордееме што сме домаќини на 3 ликовни колонии, тоа е ретко во општина Балкан, во Македонија, бидејќи ние сме домаќини на македонската икона, ние сме домаќини на Карпино и на најбрендираната од сите, сега да не бидеме сега во една диспропорција, она што е традицијата на ликовната уметност во Куманово, тоа е Прокопчински, Матејче, сега Пенице, значи една ликовна колонија која има повеќе од 45 години традиција. И ликовната галерија во Куманово е една од првите галерии која е направена пред 67 или 66 година во периферијата се Скопје. Сакам да кажам дека традицијата на ликовната уметност во Куманово се наставува, продолжува во една добра творечка активност и добри брендови. И сега гледам Огица, сакам да го изгледам моето жалење за прераната смрт на нашиот мој школски другар и голем уметник, пред се артист и ликовен уметник Драгиша Шипе, кој беше бренд на оваа колонија. Сега да кажам дека ние, благодарение на сите вас, пред се на мултимедијалниот центар Карпин, на ликовната колонија, на Фондација за култура и спорт, пред се за култура, големите фестивали, ликовните колонии и големите мега концерти, културните одржувања, литературните читања, издавање на есеи, вечери на вино, поезија и така натаму, струшките вечери, втор ден што го правиме како надополнување на поетското живење во Македонија. 2012 година добивме во Париж престижна награда како град на култура во Југоисточна Европа. Тоа се две до сега доделени признанија од Сдружение на 9 држави, бидејќи тоа го заслужиме со овие активности во културата. Овие тешки времиња каде финансиите се основен проблем на локалните самоуправи, бидејќи тешката економска финансска криза и неадекватното дистрибуирање на финансските средства од централна локална власт, ние наоѓаме начин и можност да одржуваме каква таква активност во културата, пред се во уметноста. И мислам дека сум горд што еве овие луѓе кои дават дел од своето време, слободно и ангажман да успеат да ги продолжат овие тешко за организација манифестации кои ја добро знам како тоа во овие времења тешко се одржува во една балансирана состојба за да личи на една прикладна и цивилизирана
организација. Тоа е желбата наша, мислам дека у подобри времења на некои многу повисоки стандарди ќе го правиме ова. Кога зборувам за повисоки стандарди, зборувам за условите за работа, зборувам за можноста на поголема транспарентност во вашето креирање и начинот на вашето презентирање на вашите труди пред се, да се организираат поголем број на изложби ширум Македонија и Балканот, со што дефинитивно ќе се брендира и вашето творештво, а и самиот град. Ви посакувам добре дојде на 11-та колонија, ви посакувам добра работа. Еве слушнате во неслужбениот дел дека и јас како општина од вашиот пријател, односно раководителот на мултимедијалниот центар, барам подршка во однос на оној дел на творештво кој останува како ваш подарок или донација на самата колонија, на самиот град, да во известни прилики на видни личности на нашиот пријатели на нашиот град доделиме некој поклон од вашите ликовни творби, со што на некој начин еве удостојуваме таа личност, а и градот го презентираме со убави уметнички дела. Од моје име благодарам за вашето учество, ви посакувам пријатен престој, добро творештво и да се видиме. Се надевам на традиционалната новембарска изложба која ја правите секоја година по повод денот на градот и тогаш најчесто ние од локалната самоуправа ја отвараме таа изложба и сме покровители. Благодарам за вашето присуство, се надевам дека за 2 сата јас ќе бидам присутен на комеморација, односно на меморијалот во чест на нашиот прославен артист и уметник Драгиша Димитриевски Шипек, кој е воедно мој школски другар и човек што ја одбележи деценијата и повеќе од деценијата на културно живење на мултимедијалниот центар Каприл. Моје сочувство и после една година, колку е од смртта? 6 месеци. 6 месеци моје сочувство од имена за прераната смрт на нашиот голем културен работник и се надевам дека вие како носител на неговите заложби и идеи ќе продолжите со вашата фамилија да го штите неговиот лик и дело. Благодарам за присуството.